Председателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека Преспанскиот регион е природно богатство со беспрекорна убавина и дека сите имаме обврска да ја третираме природата како партнер. На дебатата во Отешево беше истакнато дека климатските промени, намалените врнежи и прекумерното користење на водата се главни причини за повлекувањето на езерото. Силјановска рече дека решенија постојат и повика на инклузивен пристап за зачувување на Преспанското езеро. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски соопшти дека во владата е потпишана спогодба за отворање представништво на Европската инвестициска банка во Скопје. На состанокот присуствува и премиерот Христијан Мицкоски и потпредседателот на Европската инвестициска банка Роберт де Гроот. Муцунски истакна дека овој чекор ја зајакнува соработката со Европската унија и представува потврда на довербата во економскиот потенцијал на Македонија. Новото представништво ќе придонесе за повеќе инвестиции и поддршка на развојни проекти. Во подготовка е изградба на брза пруга од Скопје до Солун, а владата усвои урбанистичко решение за локалитетот Стоби, најави вице-премиерот Александар Николовски. Тој рече дека целта е да се поттикне туризмот и изградбата на нови хотели долж коридорот 10. Министерот за култура и туризам Зоран Јутков додаде дека 75 е повеќе од автопат, тоа е патека што ги поврзува луѓето, културата и локалниот развој. Тој повика на создавање креативен и одржлив туризам преку спој на инфраструктурата и традицијата. Гувернерот на Народната банка, Трајко Славески, на конференција во Тирана изјави дека институцијата дејствувала одлучно за зачувување на макроекономската и финансиската стабилност. Тој истакна дека инфлацијата е значително намалена од врвот во 2022 година и очекува нејзино понатамошно забавување. Народната банка, според него, останува внимателна и ќе носи одлуки врз основа на темелни анализи. Славески посочи и на макропрудентните мерки што ја зајакнале финансиската отпорност и довербата во системот. Грчките царински власти на аеродромот Елефтериос Венизелос во Атина открија пратка од Дубај со 1.680.000 цигари, односно 8.400 штеки, за кои не биле платени царини и даноци во вредност од над 340.000 евра. Од грчката управа за јавни приходи соопштија дека ова е една од најголемите заплени на цигари без царина во земјата. Во тек е истрага за откривање на примачот на нелегалната пратка. Турција потврди дека 20 војници загинале во пат на воен транспортен авион С-130 во источна Грузија. Авионот, кој полетал од Азербејџан и се враќал во Турција, се урнал во општината Сигнаги, близу границата со Азербејџан. Турските и грузиските власти започнаа заедничка истрага и спасувачка операција. Председателот Реџеп Тајип Ердоган изрази длабока тага и сочувство до семејствата на жртвите, а солидарност испрати и азербејџанскиот председател Илхам Алиев. Кинеската агенција за сајбербезбедност го обвини американскиот владин апарат за организирање на кражбата на 127.272 биткоини во вредност од околу 13 милиарди долари. Кражбата, според Кина, се случила во декември 2020 година од рударската платформа Лубијан и представува државно организиран хакерски напад. Кинеските власти тврдат дека движењето на украдените токени било невообичаено за криминални групи, што укажува на вмешаност на влада. Случајот се поврзува и со кинескиот бизнисмен Чен Жи, обвинет во сад за перење пари и измама. Целосен прекин на струја ја парализираше Доминиканската република, оставајќи ја земјата со речиси 11 милиони жители без електрична енергија. Прекинот предизвика хаос во сообраќајот и прекин на работењето на претпријатијата. Властите соопштија дека дефектот настанал во преносниот систем, а дел од електраните, меѓу кои и оние во Сан Педро де Макорис и Кискеа, се исклучени. Без напојување остана и јавниот транспорт, вклучувајќи го метрото и жичарите во Санто Доминго. Се уште не е познато кога ќе се обнови снабдувањето со струја. Израел го отвори граничниот премин Зиким во северниот дел на појасот Газа за влез на хуманитарна помош, соопшти израелското тело Когат. Преминот беше затворен од 12 септември, а неговото отворање следи побарањата на Обединетите нации за поголем пристап до северните области, кои се соочуваат со глад. Помошта ќе ја достават Обединетите нации и меѓународните организации по безбедносни проверки, додека израелската војска не даде коментар за потегот. Ибрахим Јуџел од Турција реши дека ако не може да ја победи зависноста, ќе ја заклучи. Буквално. По 20 години и по 2 кутии дневно, си стави метален кафез на глава и го довери клучот на сопругата. Вистински железен човек во борба со никотинот. Сцената изгледа смешно, но пораката е сериозна, пушењето толку врзува, што некој мора буквално да си ја затворат главата за да престанат. Штета што за зависноста нема клуч што се врти, само волја што не рдјосува.